Да се почитуваме еден со друг, оти без нас сите нема македонска држава, кажа првиот човек на државата Гордана Селјановска-Давкова во честитката по повод 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Денес, кога го живееме нивниот сон, да не заборавиме дека државноста е тешко стекната, дека не ни е подарена и треба да се брани со демократски инструменти, наместо со оружје, како некогаш, да се почитуваме еден со друг, оти без нас сите нема македонска држава. На граѓаните празникот им го честиташе и председателот на собранието, Африм Гаши, и им порача дека без разлика на национална, верска, родова или политичка припадност, предизвика постојано да ги унапредуваме демократските процеси. Денешната генерација во нашата земја се соочува со нови искушенија и цели. Нашата стратешка цел сега е полноправно членство во ЕУ и натамошно етаблирање во НАТО. Потребно е да работиме за да донесеме иднина, да ја закрепнеме државата, да возможиме правда и економски просперитет, посочи премиерот Христијан Мицкоски во честитката по повод празникот. Да не го губиме времето на поделби и прашања кои не разединуваат, туку посветено да работиме за подобар живот, повисок стандард и да создадеме општество на можности и почит. И ова е заедничката битка во остварувањето на целта, народот да живее подобро и секој атом да го насочиме кон создавање на посветла иднина, каква граѓаните заслужуваат. Од СДСМ и нејзиниот председател Венко Филипчен избор за празникот. Алфа побара објаснување. Портпаролката Богданка Кузеска ни кажа дека ќе праша зошто нема и дали ќе има честитка. За сега нема дополнително објаснување. Честитки по повод празникот упатија министри, пратеници, градоначалници, функционери, партии и организации.